Овој блог го започнуваме со две прекрасни млади дами од Македонското еколошко друштво, ентузијасти, активисти на терен. Дознаваме нешто повеќе за активностите на Македонското еколошко друштво, но и го испочитуваме денешниот ден, поради тоа што денешниот ден, 26 јануари, е посветен како светски ден за едукација на населението за зачувување на животната средина. Добро утро, од мојата лева страна до мене Искра Манойловска. Добро утро, Јована. И спроти мене Сара Крстевска. Добро утро. Искра и Сара, нивните убави вести ќе почекаме за да ги кажеме ексклузивно. Предходно, може со тебе, Искра, да почнеме. Активности на терен, едукација на населението за животната средина, колку е потребно? Така, Јована, најпрво благодарам што сме поканети во твојата емисија. Ти благодариме што редовно сме твои гости, што редовно го препознаваш јавниот интерес на работата на Македонското еколошко друштво. На тема едукација, можам да кажам дека МЕД буквално пулсира во името на едукацијата. Секоја активност што ја работи секој еден од членовите на МЕД е во насока на едукација и на просветлување на населението за темите кои што се важни за сите нас, екологијата и животната средина. Би сакала да кажам дека јас сепак сум релативно најнов член на Македонското еколошко друштво, само 2 месеци сум дел од тимот и во меѓувреме посведочив повеќе од 50 работилници, едукативни работилници, настани во училиштата, настани од јавен карактер, кои што се препосетени на секаде на нашата земја. И многу сум горда што сум дел од ваков колектив кој што посветува огромно внимание на едукација на населението за животната средина, бидејќи сметам дека тоа многу допринесува за јавниот. Тоа сакав да го слушнам, а и потребата е голема, така? Така. Така. Тоа е тоа што сакавме да го слушнеме. Имате постојано активности, проекти, може да најавиме во контекст на истото. Сара, ќе не почекаш ексклузивната информација кај тебе? И јас со нетрпение чекам до тогаш. Немам проблем. Да, може за проекти кои што се прават во интерес конкретно за едукација на населението. Конкретно, еден од проектите кои што е во тек и го работиме е проект финансиран од IUCN, кој го работиме заедно со албанско здружение на граѓани слично на МЕД. Можам да кажам дека е нашиот албански пандан, тоа е Пипинеа. Со нив имаме заеднички проект за возобновување на опустошени шуми. Конкретно во местноста Буковиќ во Македонија, кај планината Буковиќ, има многу опустошена шума. А сите знаеме дека дивите животни живеат токму во густите шуми и ова е со тоа што ги опустошуваме шумите, го саботираме нивниот опстанок. Особено затоа што во овој предел живее едно многу ретко животно, едно речиси митско животно кое што го има во многу мал број во Македонија, па и во Албанија. Токму затоа со здружени сили заедно со албанската Пипинеа ќе возобновуваме шуми за да овозможиме зелен коридор за животното кое што Сара повели. Сега Сара може да веќе да зборува затоа што ги имаме ексклузивно подготвени фотографиите. Гледаш колку сме ние брзи и експедитивни тука од Македонија на аутор. Ние сме голема редакција, тоа да се работи. Шегата настрана, информацијата е кај тебе, ќе те оставам да ја најавиш и ти благодарам што овие ексклузивни фотографии пред 3 часа направени ги споделуваш со нас тука. Нема проблем, чест ми е да ја најавам. Новата убава вест, буквално пред половина час пред да дојдам тука, се вратив од терен со моите колеги од кои што работат на програмата за закрепнување на балканскиот рис. Заловивме уште еден рис, 13 поред, женка, која што се вика Луна, и ја заловивме во местноста Стража, така да ми е многу мило да го соопштам ова со вас. Фотографиите што се направени од овој терен, што можете да ги погледнете. Да. За тоа животно кое што зборуваше колешката Искра, тоа е ова животно, односно рисот. И ми е многу мило што баш вака се погоди пред гостување во емисијата заловиме рис баш таму, што покажува дека тој дел е од огромно значење за ова животно, односно за неговото движење и доколку продолжиме да ги уништуваме неговите живеалишта, ова животно нема да може да обстои таму. Го имаме во мали бројки да запреме со нивно намалување. Особено е радоста дека е женка. Да, ќе си доби име. Да, 6-та женка, што е супер.
Така да, тоа е. Што значи тоа за нас? Буквално затоа што гледам дека многу се радувате дека таа информација е она која што буквално без разлика што сте постојано и на терен, дека докажува вашата работа, интерес постојано, што значи тоа за нас? Тоа за нас значи дека доколку имаме нели само мажјаци, нема да имаме, знаеме дека нема да има репродукција или пак само женки, и затоа се радуваме заради тоа што знаеме дека има надеж, ако има женки ќе има репродукција, односно ќе има мали, што значи дека има надеж за зголемување на популацијата. Затоа толку повеќе се радуваме на женските единки отколку на машките. Да, и веќе дадовте име, тоа едногласно беше. Тоа беше едногласно ради тоа што е полна месечина. Така беше. Да, и затоа го доби името Луна. Луна, да, нека е жива и здрава. Која е всушност процедурата, затоа што видовме дека е заловена од ваша страна, веројатно како оди таа процедура понатаму? Веројатно се зема примерок, потоа да, се зема примерок, се мери животното, колку тежи, се мерат растојание на заби, растојание, колкава е опашката, се зема крв. Милион параметри, нон-стоп се работи паралелно, работат неколку луѓе, еден запишува, друг мери. Колку трае таа процедура? Па саат време од прилика. Значи прво и даваме анестезија со која што ја успиваме за да може да работиме со нејзе, чекаме да се успие животното да се смири. Да. И потоа ја разбудуваме и кога ќе се освести, тогаш ја пуштаме во дивина повторно, кога знаеме дека е стабилна за да можеме во незиниот свет. Така да, се разбира. Ова е само една од активноста која што имате вие како Македонско еколошко друштво и еден од проектите кои што веќе ги работите. Што можеме да издвоиме како дел од активностите во насока на зачувување на животната средина? Од каде да почнеме, од каде да завршиме, буквално, како што претходно кажав, МЕД пулсира во насока на остварување на таа мисија и визија да заштити животната средина во Македонија. Се плашам дека ако започнам да ги редам сите проекти, некој ќе изоставам, бидејќи буквално секој од моите колеги има по неколку проекти кои што се тековни, кои што течат во моментов. Од исток до запад, од север до југ, цела Македонија е покриена со нашите активности и буквално од највозрасните и до најмладите, до децата, било да се друштвени едукативни игри за преспа, било да се гостувања во емисии, било да се гостувања на филмски фестивал, предавања. Секој од моите колеги се што прави е за да го подигне да ја подигна свестоста на јавноста во Македонија. Да, па добро и конкретно еве и денот сакав да го одбележиме во таа насока. Некако бегаме сите од градските средини, макар и за викенд, сакаме да избегаме и да се наполниме здравје на планина, но колку ни треба едукација како да се однесуваме. Тебе може и Сара да ја вклучиме. Што покажува на терен, што покажуваат податоците? Би сакала да кажам дека за луѓето што се професионални планинари, што се цело време... Да, за нив огромна пофалба, можам да кажам. За останатите, еколошката свест за жал е на многу ниско ниво и се повеќе и повеќе гледаме отпадоци и диви депонии, што страшно многу не фрустрира, особено нас. И се трудиме буквално во секој проект, скоро што го имаме компонента за еколошка едукација, за нон-стоп да го вклучуваме народот во нашите проекти и да го едуцираме како да ја подобриме нашата животна средина. А зошто кога велиме дека планината е здравје, не можам да разберам, толку е контрадикторно. Добро, повторно јас ќе кажам дека сакам секогаш да зборувам тоа што го работите, тоа што е актуелно. Ја спомнавме, телефонски кога разговаравме, спомнавме Белица. Така. Токму во понеделник, овој понеделник што доаѓа, имаме завршен настан, на кој што присутна ќе биде и шведската амбасадорка, зашто сме многу горди. Тоа е еден проект кој што веќе некое време во тек. Точно така. И ние сме сведоци тука. Повеќе од една година, така. И во минатот имаат гостувано представници од село Белица кај вас, што многу не радува. Овој понеделник повторно ќе имаме завршен настан и една презентација, работилница, едукативна, на која што присутна ќе биде и шведската амбасадорка. Станува збор за проект во кој што се заживува локалната самоуправа.
ширум Македонија, бидејќи сведоци сме дека претежно кога се работи на било каков проект, се фокусираме сите во главниот град, се случува тука и луѓето мораат да патуваат до Скопје за да бидат присутни на главните настани. Меѓутоа во овој случај покажуваме дека е возможно настаните се случуваат и надвор од Скопје, во малите места. Селото Билица се наоѓа јужно од Кичева. Прилично е населено со оглед на тоа дека селата се напуштаат денеска во Македонија. Многу не радува што дури и млади луѓе се враќаат назад во тоа село. Гледаат просперитет. Така, со овој проект беше возобновено старото училиште во селото, беа поставени и фотоволтаици. Големо браво за жителите на селото кои што и волонтерите кои што неуморно работеа на овој проект. Сега старото училиште во кое што последен пат мислам дека ученици учеле пред 40 на години, повторно живее, повторно има детски џагор, баш поради нашите едукативни работилници на тема климатски промени, животински свет, што многу не радува. Сакав да го завршам разговорот со Сара, со оглед на тоа дека добивме убава вест, така и вие сте и на терен. Она што сакам да прашаме, дали временски се одредува во кој реони ќе бидете на терен? Како баш се најдовте да бидете вчера на стража? Дали тоа наменски се прави? Како се следат животните оние кои што сакате да ги ставите во регистарот, да ги забележите и така натаму? Конкретно за проектот за закрепнување на Балканскиот рис, знаеме дека го има во Западна Македонија, работевме доста во Националниот парк Маврово, ќе продолжиме да работиме тамо. Работиме и надвор од него, што е овој случај, надвор од границите на Националниот парк. Имаме во овој случај конкретно е преку бокстрапови, тоа е метод на заловување на животни, кој преку сензор ни дава информација дека имаме животно заловено и затоа одиме таму на терен, знаеме каде е, а потоа ставаме околу вратник кој што се преку GPS уред се следи така, каде се движи. Да, потоа го следите движењето. Да. Освен Балканскиот рис, што се следи? Па имавме проект за следење, тоест не следење, одредување на популацијата на мечки во Преспанскиот регион. Тој проект се одвиваше во 2018-2019 година. Беше следењето преку траги и преку измет собирање. Целта беше да видиме што јаде мечката и колку ги има преку генетски истражувања. Свативме дека популацијата е добра, што многу не радува во тој регион. Тоа беше проект кој што беше помеѓу Македонија, Албанија и Грција, затоа што сакавме да го опфатиме буквално цел Преспански регион од сите три држави. Конкретно за други животни моментално немаме проект за следење, но редовно ги мониторираме и останатите природни вредности, не само животни, туку и растенија. Да, и многу и фотографии споделувате доколку сакаат граѓаниве да ве следат. Така и можеме да се пофалиме дека оваа година бевме 15-та година поред дел од меѓународниот цензус на броење на зимски водни птици, зимски цензус на птиците, јас бев дел од тоа теренско истражување. Така? Членовите на МЕД буквално секоја година, 15 години поред, секој втор викенд од месецот јануари ги посетуваат сите езера во Македонија и рачно ги бројат птиците кои што ќе ги најдат на лице место и се запишуваат тие податоци. Како е тоа рачно? Буквално со двоглед, со телескоп гледате јато на галеби во Охридско езеро и се обидувате да изброите што е можно повеќе, може да ги има 70, 80, 100. Тоа е напорна работа. Да, многу интересно. Ако излезе еден од јатото, после готово. Да. Најчесто се рачно што да Да, добро, да се пожегуваме малку. Така, значи го следиме и бројот на водните птици бидејќи се менува. Некогаш во некои години има намалување, некои години има зголемување и се прават истражувања на светско ниво на што се должат тие осцилации во бројката на водните птици. Како што кажав, се плашам да не заборавам нешто, бидејќи постојано нешто се работи. Јас ве следам постојано. Да, ве следам, ви благодарам за гостувањето. Благодарам уште еднаш што ја споделивте со нас убавата вест и посакувам успешна работа. Се разбира се гледаме и во друга прилика. Секако. Ти благодариме за поканата.